Неповолната статистика за безбедност на патниот сообраќај дополнително не предизвика и не обврзува сите нас и како поединци и како институции да дадеме свој придонес во процесот на подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Децата се најранливата категорија учесници во сообраќајот. За деца во сообраќајот се сметаат лица на возраст од 0 до 14 години. Тие во сообраќајот учествуваат како патници, пешаци и возачи, пример, возач на велосипед. За жал, токму сообраќајните несреќи се меѓу 5 најчести причини за смртта на децата во светот. Почитувани, јас, Гордана Кожуваровска, целиот свој живот професионално сум ангажирана во воспитно-образовниот систем и тоа во областа на сообраќајот. И точно знам каква е важноста и потребата да се поседува квалитетна стручна литература, а уште повеќе и важноста на достапноста на истата до учесниците во сообраќајот за кои таа е наменета. Во таа насока денес со особено задоволство ви го презентираме најновото издание на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, насловено како правила за малите пешаци. Оваа брошура представува сликовит потсетник за законските и методичките обврски, но пред се водич за најмалите учесници во сообраќајот, децата, кои пешачат или управуваат велосипед, тротинет и слично. Воспитно-образовната дејност во раното детство игра клучна улога во развојот на децата. Овој прирачник, слободно можам да го наречам така, нуди можност и представува една насока за воспитниот кадар и со него се нудат безброј можности за поттикнување на детската интелектуална љубопитност, истрајност и социјални вештини. Со ова би поставиле еден темел на кој подоцна ќе се градат и стекнуваат знаења во областа на сообраќајот и сообраќајната култура. За да станете паметни, потребно е да прочитате само 10 книги. Но за да ги најдете тие 10, треба да прочитате илјадници. Прочитајте ја нашава, ќе ви се допадне. Бензинска пумпа ДМД Оил.